Од вечерва дел од тимот на Трилинг ќе биде Кристина Атовска. Вечерва нејзин соговорник ќе биде продеканот на факултетот Финки. Иако технолошкиот напредок во голема мера ни ги олеснува животите, сепак постојат групи на луѓе кои стравуваат од негативните последици. Прво можевме во весниците да читаме наслови за тоа дека роботите ќе ги заменат работниците, а сега се почести се насловите дека вештачката интелигенција ќе ја одземе и интелектуалната работа на луѓето. Она што порано го гледавме на филмови во жанрот научна фантастика, денеска е само наука. На овие теми разговарам со продеканот на Финки, професорот Петре Ламевски. Добре дојдовте во Трилинг. Благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам и вас за поканата. Прво би сакала да ве прашам што помислува еден професор кој се занимава со оваа тема, со вештачка интелигенција, кога ќе ги слуша овие фаталистички ставови? Со примена на вештачка интелигенција се бавам искрено од почетокот на својата кариера, некаде од 2008 година, па наваму, паралелно работејќи како консултант во индустрија, исто така работам и на научно-истражувачка работа, особено во областите повторно на примена на вештачка интелигенција во различни домени. До некаде стравот е и оправдан, бидејќи искрено се работи повеќе за страв од промена, отколку за страв од нешто фатално дека ќе се случи со користењето на вештачка интелигенција, особено што веќе вештачката интелигенција може би 10 години или барем дел од методите кои што се користат во вештачката интелигенција интензивно се користи во било која индустрија, особено во сервисната индустрија и дава многу добри резултати, ги оптимизира внатрешните процеси во компаниите, им помага на клиентите побрзо да дојдат до посакуваниот резултат и на крајните корисници им овозможува поквалитетно користичко искуство. Можно ли е да се случи комплетно роботите или вештачката интелигенција да ги заменат работниците? Предпоставувам дека истиот страв што го имало од било која индустријска револуција, а ќе ја наречам рапидниот развој во последниот период на вештачката интелигенција како уште една индустријска револуција, веќе има некој име индустрија 4.0 ја нарекуваат, баш бидејќи вештачката интелигенција наоѓа примена и во производствената индустрија, секаде каде што има некакво производство. Истиот страв бил кога почнало да речеме да се користат трактори за орање наместо да се користат луѓе за копање. Истиот страв бил кога цели сметководствени бироа каде што рачно се правеле пресметките биле заменети од еден компјутер. Не значи дека луѓето нема да најдат некоја друга работа, едноставно некои професори со еволуцијата на развојот на технологиите ќе замрат, додека други професии ќе добијат некаков примат, ќе почнат да се истакнуваат уште повеќе. Каква ни е иднината во државата кога се работи за вештачка интелигенција и за иновации во оваа сфера? Вештачката интелигенција бара податоци. И тука веќе не се работи за техничката спремност на лицата кои што имаат експертско знаење од областите на вештачката интелигенција, туку се работи за пристап до податоците. И затоа нели податоците ги нарекуваат новото злато. Тие компании, тие институции, тие држави кои што имаат огромен број на податоци, прават доста подобри модели и доста подобри иновации. Например, лидери моментално се Microsoft, Facebook, Amazon, бидејќи тие имаат огромен број на податоци на кои што може да ги градат своите модели. За разлика од нив, ние имаме пристап до помалку податоци, меѓутоа би апелирал да речеме до државните институции генерално, доколку имаат некакви податоци, доколку има политичка волја за некакво унапредување, можеме заедно да ги искористиме придобивките од вештачката интелигенција за најмалку барем да ги унапредиме процесите кои што се во државата, користејќи ги податоците кои што државата секако ги има. Бидејќи споменавте политичката волја, би сакала тука да се надоврзам. Од пред некоја година донесе нашата влада национална стратегија за вештачка интелигенција, иако на многумина на почетокот тоа им звучеше чудно. Пред месец дена од прилика владата практично усвои еден проект кој се однесува на вештачка интелигенција, односно инкорпорира во владата наречено дигитален асистент АДА, базиран на вештачка интелигенција, кој треба да дава информации, да ги процесира програмите и од таму велат дека ќе биде ефикасен и транспарентен. Можеме ли
многу повеќе, да во многу повеќе процеси, на многу повеќе места да инкорпорираме оваа вештачка интелигенција. Имаме ли такви капацитети и дали гледате волја не само кај владата, туку ќе ве прашам и за целиот приватен сектор. Има ли приватниот сектор волја да почне да ја употребува вештачката интелигенција? Приватниот сектор во Македонија ја употребува вештачката интелигенција. Има многу мали и средни предпријатија, претпоставам, кои што работат, дали работат за развој на домашни продукти, па после тоа да ги продаваат во странство, дали работат како консултанти на странски компании за развој на нивните продукти, меѓутоа голем дел од оние компании кои што се ориентирани кон ICT технологии веќе работат во областите на вештачката интелигенција и тоа го прават доста успешно. Од аспект на техничка спремност мислам дека имаме кадар. Повеќе мислам законска регулатива, да речеме пред неколку години беше донесен и Законот за заштита на лични податоци и сега тука се прави некаква регулација на тоа кој има пристап до кои податоци, каде и како, а сите алгоритми на вештачка интелигенција бараат податоци. И сега од една страна ги имаме податоците кои што постојано се собираат, од друга страна од очигледни причини бидејќи можна е злоупотреба во секој чекор при користењето на тие податоци, мора државата да контролира како тие податоци се користат. И тука треба да се најде некој баланс за податоците кои што ги има државата, да ги направи достапни барем на академската заедница, за да можат барем за научно-истражувачка дејност да се прават некакви истражувања со податоците кои што ги имаме тука, за да можеме да допринесеме на општеството. Професоре, во моментов има една актуелна војна, има една актуелна алатка која на големо се употребува, па и злоупотребува. Станува збор за чат GPT. Големите гиганти како Google и Microsoft веќе инкорпорираат, споменавте дека тие го имаат и пристапот до информациите. Она што е интересно е што оваа алатка навистина прави промени во целокупното наше живење. Оваа алатка може да пишува семинарски, секаков вид трудови, дури дипломски. Колку оваа алатка и ваквото користење на вештачката интелигенција ќе го промени и системот на образование? Ќе одиме во насока најверојатно на прилагодување, бидејќи тоа е процес, како да кажам. Кај нас менталитетот е таков, нели, се снашол, препишал, менталитет имаме во државата. И секогаш ние како академска средина, како професори се трудиме да ги сузбиеме тие појави. Студентите наоѓаат начин како да не изиграат и тоа оде како... Ја користат ли оваа алатка за вештачка интелигенција за да си го леснат процесот на положување предмет од вештачка интелигенција? Па не знам, ама јас веќе имам колеги во индустрија кои што ја користат алатката за да им ја олесни работата, да речеме ќе направат упит во алатката да им изгенерира некаков код кој што треба да го испрограмираат самите. Тоа ќе им даде основен код, они ќе го модифицираат за потребата која што им е. Меѓутоа повторно таа алатка треба да си, како да речам, обучен да ја користи. Тоа не гледам некоја суштинска разлика помеѓу пребарување на Google и користење таа алатка, не гледам суштинска разлика помеѓу пребарување на Google и користење на Digitron за брза пресметка на некоја аритметичка операција. Можено ли е брзо и лесно да се направи таа разлика што е оригинална работа, а што е дело на програмата? Колку што чита, веќе имаше некои модели кои што возможуваат проверка дали е генерирано или е природно. Не сум ги пробал лично, не знам колку се доверливи, меѓутоа секогаш ние ќе се прилагодиме да најдеме начин на поинаква евалуација на студентите за да тие го докажат своето знаење, наместо да имаме дилема дали препишале или не препишале. Тоа сме го правеле успешно до сега, ќе продолжиме и натаму да го правиме успешно. Во таа насока направи еден експеримент со еден бот кој успеа да дипломира медицина со помош на вештачка интелигенција. Можно ли е да почнат студентите да се надеваат дека и такво нешто може да се случи? Ова го истакнувам како еден етички проблем. Така. ChatGPT е нахранет со податоци до 2021 година. Ако ставиме некаква информација што е после 2021 година, 2022, веќе 2023 година, ChatGPT најверојатно ќе даде погрешен одговор и дава погрешен одговор на многу конкретни прашања кога ќе се постават. Да речеме, може да даде погрешен одговор доколку прашате кој е декан на некој факултет. Ќе избере некој професор, ќе го напише дека е декан, нема врска дека тој е декан, друг е декан. Во меѓувреме бил избран нов декан и така натаму. Може да праша некој друг историски податок, го прашате после 2021, исто така нема да биде ажурен со одговорите.
Во последниве месеци што имаше една загрижувачка изјава од директорот на FBI дека стравуваат од новиот систем на вештачка интелигенција кој го користи кинеската влада во смисла на тоа дека му ќе може многу полесно да шпионира. Што ќе се случува сега во тој свет и во таа трка, можам да кажам, кој што одамна тие алатки шпионски се развиени, иако мнозинството не знае за тоа, меѓутоа сепак постои такова, се појавува сега како стравување. Дали може да стравуваме од поголеми користења, од поголема шпионажа, не само од кинеската влада, од било кој, сите веќе имаат пристап до вештачка интелигенција. Било која апликација која што ја користиме и на телефон и на веб и било како чува некакви информации за нас. Вештачката интелигенција врз основа на тие информации, нас како личност и навиките кои што ги имаме, има способност, има алгоритми да не профилира во некаква група на луѓе. Таа е реалната опасност од вештачката интелигенција, бидејќи може да створи предрасуди кој одреден човек од страна на институциите кои што ги користат тие алгоритми. Така што може да ги оцениме и голем дел од стравувањата како непотребни, можеби. Стравувањата се потребни и луѓето треба да реагираат кај политичарите. И покрај тоа што речеме лично не ми одговара преголема регулација на пристапот до податоците, за народот е добро пристапот до податоците да биде регулиран. Кој може да го регулира, бидејќи ова е исто така тешко, бидејќи владата нема до тој степен вработено експертски лица, како програмерите, например, кои ги пуштаат во оптек, кои ги програмираат овие апликации, овие програми. Може ли некој да ги ограничи? Може, доколку се направи соодветна регулација и доколку се прави, слично како што се атестираат возилата, да се прави атести на софтверите кои што користат вештачка интелигенција. Професоре, за крај сакам да ве прашам, бидејќи отворив и со темата дека она што го гледавме во жанрот на филмови, во жанрот научна фантастика денеска ни е реалност. Следно прво беа роботите, вештачката интелигенција, следно темите кои преовладуваат во филмовите се емпатични ботови. Возможно ли е тоа? Возможно ли е после ова интелектуална моќ да им дадеме на роботите или на ботовите и некаква емпатичност или способност за читање и перцепирање емоции? Имаат веќе некои апликации способност за читање и перцепирање на емоции, можат да детектираат според поведението што го имаме со таа апликација, дали сме расположени, дали сме во депресија. Веќе има, мислам дека и развој на медицински апликации, ако не се веќе развиени, кои што пробуваат рана детекција на депресија, што е доста битно во нашето општество, на време да се реагира кога ќе почувствува алгоритмот дека постои опасност дека некој човек е заради сопственото ментално здравје, кое што, да бидеме искрени, самите тешко можеме да го детектираме, ако не се работи за експерт до нас, уште потешко. Тука би рекол дека се баш добрите придобивки од вештачката интелигенција, нејзината примена во здравството, во превенцијата, во раната детекција на многу симптоми на болести, ќе овозможи најмалку да го зголемиме нашиот животен век, а уште повеќе да го зголемиме и квалитетот на нашето живење, бидејќи едно е кога ќе се детектира нешто на време, или барем кога ќе се даде индикација па да отидеме да се провериме од стручно лице, бидејќи вештачката интелигенција дава добри резултати, ама никогаш нема да смени доктор. На крајот секогаш човек, бидејќи гледа пошироко, има повеќе околности во предвид, ќе мора да го валидира. Да, не само информациите, вештачката интелигенција ќе има и повеќе информации, има стална меморија. Луѓето забораваме, тоа не заборава. Кога ќе се запише нешто таму, стои запишано цело време и цело време може да се реупотребува. Заради тоа и полесно се полагаат испити каде што е потребна репродукција на знаење, да речеме некои факти кои што треба да се репродуцираат, тука вештачката интелигенција само ќе ги прочита фактите и ќе ги даде одговорите. Потешко е кога ќе треба да се направи некаква синтеза на знаење, кога од постоечките факти ќе треба да се извлече некое ново знаење, кога ќе треба да се види нешто што не баш можеме да го видиме на прв поглед. И тука може вештачката интелигенција да предложи нешто, меѓутоа на крајот сепак човек ќе треба да го валидира, бидејќи ќе има поголема перспектива, поголемо искуство и, па би рекол, за некои области и подобро знаење за локалното живење на луѓето. И каков е интересот, сосема за крај, на студентите кои се запишуваат на техничките факултети, конкретно за вештачката интелигенција?
Мислам дека е голем интересот и тука е вештачката интелигенција им е достапна. На Финки имаме голем број на предмети кои што таргетираат различни аспекти на вештачката интелигенција и студентите веќе од втора, трета година почнуваат да се запознаваат со тие концепти. И мислам дека трета година веќе и активно ги користат и во сопствените проекти и во секојдневната работа. Професор Ламески, ви благодарам многу што бевте дел од денешното издание на Ви Трилинг. благодарам на поканата, ми беше чест.